Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за снимањата на срцето со радиолошки методи, поточно со магнетна резонанца и компјутерска томографија. Кај кои болести и состојби се препорачува примена на вакви радиолошки диагностички алатки. Гостинка во студиото ни е доктор Лидија Велјановска-Кириџиевска, специјалист по радиодиагностика. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на телма. Секој пат поубаво и поубаво. Баш ми е драго. Дали со компјутерската томографија може да се видат сите промени на срцето? Добро, компјутерската томографија е повеќе резервирана за крвните садови на срцето. Тоа е, да кажеме, најважниот дел што треба да го видиме, но се разбира, освен крвните садови на срцето, го гледаме и срцевиот мускул, неговите шуплини и сите останати структури, како што се дел од белодробието, медиастиналните структури, големите крвни садови, аортата, пулмоналните артерии и така. Но резервирано е сепак за диагностицирање на заболување на крвните садови на срцето. Кога зборуваме за болестите на крвните садови и нивно диагностицирање, прва асоциација ни се ендоскопските прегледи, односно кога се влегува во крвниот сад за да се види што точно се случува од внатре. Ангиографските, да. Ангиографските прегледи. Но може на ваков начин да се диагностицира, да речеме, атеросклероза? Така е. Значи, ние велиме компјутеризирана томографија е безбедна или неинвазивна алтернатива на ангиографијата. Постои одредена група на пациенти за кои оваа метода е погодна и на многу по-безбеден начин, без влегување нели со жици или катетери во крвните садови, можеме на неинвазивен начин со јодно контрастно средство давање интравенски да ги прикажеме крвните садови со одлична прецизност, поради современоста на апаратите се разбира, и да помогнеме за брзо диагностицирање и планирање на понатамошни интервенции. Во тој случај, доколку наидеме на промена, колегите интервентни кардиолози со нас заедно го разгледуваат снимањето и можат многу поспремно да влезат во планирање доколку треба, например, стент да се постави на било која артерија. Може да се даде точна проценка колку е стеснет крвниот сад, колку е запушен? Се разбира дека може да се даде, но постојат предуслови за тоа, значи селекцијата на пациентите, која што ја прави кардиологот, според симптомите и според прегледот, и подготовката на пациентот е многу важен фактор за да имаме еден квалитетен преглед. Се разбира, тука доаѓа квалитетот на опремата, на еден современ КТ скенер и спремноста на персоналот од радиодиагностика, како радиолошки технолог и радиолог. И се разбира пациент кој соработува, тоа е многу важниот дел. Исто така, започнуваме прво со калциум скоринг тест, велиме. Тоа значи детектираме атеросклероза на крвните садови на срцето, која што може да биде со калцифицирачки плаки. Тие плаки, доколку се многу на број и доколку покриваат голем дел од крвните садови, прават артефакти и во тој случај не го продолжуваме снимањето, бидејќи сметаме дека тој пациент нема да добие соодветен одговор од снимањето и го препорачуваме за класичната ангиографија. Доколку немаме калцифицирачки плаки, а сите услови од селекција, подготвеност на пациент се задоволени, тогаш го завршуваме снимањето и точно проценуваме каква е поставеноста на крвните садови, дали постои некоја вродена аномалија, бидејќи често пати се случува некој крвен сад да излегува од некое место каде што не очекуваме, што исто ќе биде од голема помош за колегите во ангиографија, кога ќе треба да го прикажат тој крвен сад со катетерите. Потоа, дали постои стеснување на некој крвен сад, во кој дел е тоа стеснување, колкаво е стеснувањето во проценти, дали потоа би следела ангиографија, каде што ќе треба стентирање, можеби ќе наидеме на промени на сите крвни садови, па ќе треба оперативен третман, или пак ќе наидеме на некои стеснувања кои нема да захтеваат понатаму било каков третман и тука завршуваме. Значи, компјутеризираната томографија ги прикажува крвните садови прецизно, безбедно и неинвазивно, со помош на јодно контрастно средство кое што го даваме, но покрај тоа ги прикажува и сите останати структури во снимањето. Бенефитот е што можеме да откриеме заболување за кое што пациентот не знае. Например, често пати ни се случувало да најдеме патологија на белодробието.
Дали некаков тумор, може би малиген тумор, па ќе препорачаме дополнително испитување. Или патологија на хранопроводот, кое што исто така ќе захтева понатамошно снимање. Значи сите тие, ние велиме екстракардијален наут или надвор од срцето промени кои што ќе ги забележиме се многу важни понатаму во прогнозата, прецизната диагностика и планирањето на третманот на пациентите. Така да самата неизина безбедност и неинвазивност овозможува преглед на пациенти со градна болка, но и пациенти кои немаат симптоми, а имаат висок или умерен ризик од кардиоваскуларни заболувања. Докторке, дали секој уред за компјутерска томографија може да се користи за снимање на срцето? Не. Апаратот мора да биде современ. Некаде 2005-та почнаа 64 слојните компјутерски томографии, од тогаш наваму веќе се, мислам, до 640 стигнати, но тоа не е важно. Важно е дека со 64-ката се проби, историски се почна прецизно и да се диагностицираат и крвните садови на срцето, бидејќи тие се сепак мали по калибар, некаде 2 до 3 милиметри, се наоѓаат на орган кој што е движечки. Значи треба да имаме еден современ, брз апарат кој за кратко време ќе го направи приказот на крвните садови како треба. Споминавте дека е важно пациентот да соработува. Што доколку е вознемирен при снимањето, па има забрзана работа на срцето, може да се спроведе во тој случај диагностика со компјутерска томографија? Прво, селекцијата на пациентот се прави во една кардиолошка амбуланта. Колегите кардиолози прават ехо, ЕКГ, други испитувања доколку има потреба, проценуваат дали може тој пациент да оди на компјутеризирана томографија и доколку има забрзана срцева работа, може да даде лек со кој што ќе го припремиме да биде посмирен пациентот. Но исто така е важно тие пациенти да немаат податок за претходна алергија на јодни контрастни средства кои што ги даваме, или пак можеби некои пациенти имаат клаустрофобија, па нема да можат да го издржат прегледот, но сепак самото снимање е 4, 6, 8 секунди. Подготовката, да, многу кратко, современите апарати го дозволуваат тоа, повеќе трае подготовката, оној административен дел, со согласности, со објаснување, со анамнеза, а самото снимање е само 4 до 6 секунди. Големо ли е зрачењето? Секое осовременување на апаратите оди кон тоа да се намалува и дозата на зрачење. Значи, правилото во радиологија со сите апарати кои што имаат рентген зраци е да имаме поголем бенефит од ризик за пациент. Се разбира дека тие рентген зраци носат соодветен ризик, но сето тоа му се објаснува на пациентот и следејќи ги протоколите и насоките за работа, секогаш го индивидуализираме прегледот да го направиме со најмала можна доза, а со најмногу информации што можеме да ги добиеме. Секогаш е неопходно да се употреби контраст? Доколку сакаме да ги прикажеме крвните садови на срцето, да, секогаш ни е потребен контраст за да видиме се тоа што сакаме да видиме, но уште еден бенефит е тоа што кога ќе го направиме снимањето, правиме и 3D реконструкција. Таа е многу корисна за колегите кои не се радиолози, а кои треба да планираат понатамошна интервенција. Точно ќе видат каде е промената, на кој крвен сад, колкава е должината, колкаво е стеснувањето, за да можат да планираат, например, стентирање. Доколку станува збор за вродено некое заболување, каде што крвните садови излегуваат од невообичаено место, ќе можат точно да видат како ќе пристапат со катетерот. Исто така, уште една предност на 3D реконструкцијата е приказот на срцевите бајпаси. Значи, ова снимање можеме да го користиме и кај пациенти кои се веќе оперирани, имаат добиено срцеви бајпаси, кои некогаш и потешко се прикажуваат со ангиографија. Вака на еден поедноставен, понеинвазивен начин, многу едноставно ќе ги видиме бајпасите, прво дали се проводни, каде точно се наоѓаат, ќе направиме 3D реконструкција и ќе донесеме одлука, заедно се разбира со кардиохирурзите и кардиолозите, дали воопшто е потребно понатамошно снимање. Можеби ќе биде тоа сосема доволно за пациентот, па нема да мора да го изложуваме на ангиографија. Секогаш правите 3D реконструкција? Секогаш, на секој преглед, тоа не се однесува само за срцевите крвни садови, снимањата и на крвните садови за главата и вратот, за рацете, за нозете, најголемиот крвен сад, аортата,
секогаш ги правиме 3D реконструкциите, бидејќи станува збор за тимска работа, каде колегите кои што понатаму ќе треба да го превземат пациентот, треба да бидат спремни за понатамошното планирање. Исто така, изумивме да кажеме дека со компјутеризираната томографија, често пати пациентот добива препорака да направи снимање на срцевите артерии, меѓутоа можеби градната болка потекнува од нешто друго и со овој преглед можеме да видиме што е тоа друго. Може да биде пулмонарна емболија, може да биде дисекција на најголемиот крвен сад, што е животно загрозувачко, така да за многу кратко време ќе знаеме причината за состојбата на пациентот и ќе можеме да делуваме понатаму. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со прашања, но на еден поинаков начин. Овој пат своите дилеми ќе може да ни ги пратат на нашата страница на Facebook Тилма Амбуланта, /0 плюс месеци на телевизија Тилма. Нормално сето тоа го правиме во интерес на времето. И зашто повеќе прашања да можат да бидат одговорени од денешната гостинка, тоа е доктор Лидија Велјановска-Кириџиевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Доктор, ке велати дека магнетната резонанца исто така дава убав приказ на срцето. Така. Кому се препорачува? Дали секој што сака да забележи некаква промена што му се случила со здравието на срцето, може да побара од вас да направи магнетна резонанца на срцето? Магнетната резонанца, исто како и компјутерот, не е прва линија на преглед. Значи, никогаш не е прва линија? Во принцип не е прва линија на преглед. Првата линија е контактот со клиничарот во амбуланта. Во случајов зборуваме за кардиологија. Како што кажавме, пациентот си доаѓа на преглед кај кардиологот, добива ехокардиографски преглед, ЕКГ, доколку има потреба од други исследувања. Селекцијата на пациентите ја прави кардиологот и тој е тој кој што упатува понатаму за снимање. Предноста на магнетната резонанца во однос на компјутерот е тоа што освен анатомија гледаме и функција. Функција на срцевите шуплини, срцевите залистоци, на големите крвни садови како аортата и пулмоналката. Потоа го гледаме срцевиот мускул. Дали постои истрнчување, задебелување, дали тој ја губи крутоста и еластичноста. Сето тоа е овозможено со тоа што користиме секвенци кои што се во координација со дишењето и со срцевата работа, значи постои ЕКГ следење. Потоа постојат обработка компјутерска на сите тие податоци кои добиваме и ние буквално добиваме движечки слики, да ги кажеме, каде што точно проценуваме како работи срцевата пумпа. Тоа се работи кои може да се видат и на ехо, но често пати колегите имаат дилеми за некоја состојба и бараат дополнително да ја прикажеме или да ја расчистиме дилемата со магнетната резонанца. Во тој случај можеме да прикажеме вродени аномалии не само на крвните садови на срцето, тука веќе можеме да видиме на преградите на срцевите шуплини, на излезот на големите крвни садови, потоа можеме да ја прикажеме срцевата обвивка перикардот, можеме да прикажеме доколку постојат некои тумефакти, тумори на самото срце, но и во околината. Значи, повторно доваѓаме до тоа дека го гледаме контактот на срцето со одредените структури во самата регија на снимање. Бидејќи станува збор за приказ освен на анатомија и на функција, веќе кај магнетната резонанца вклучуваме поинтензивна тимска работа. Значи, радиологот заедно со кардиологот го прави прегледот. Кардиолозите се натренирани, нели, да ја знаат клиниката, да го знаат пациентот, да ги знаат симптомите, додека радиолозите повеќе ги знаат радиолошките методи, но и сите структури што ги снимаме освен срцето можат да ги анализираат. Така добиваме една, да кажеме, добитна комбинација на тимска работа од кардиолог и радиолог. Се разбира дека ние низ времето и низ годините учиме кардиологија и колегите кардиолози учат радиологија, но тоа се е за бенефит на пациентот. Во тој случај добиваме поквалитетен преглед и технички и диагностички. Кај магнетната резонанца е важно, освен што ја гледаме анатомијата и функцијата кои можеме да ги видиме и на ехокардиографија, тука имаме клучен момент. Со магнетот можеме да го процениме оштетувањето на срцевиот мускул. Тоа е важниот сегмент. Бидејќи даваме контрасно средство, кое што се депонира на места каде што постои оштетување. Тоа оштетување можеме да го прикажеме
и да изброиме во колку сегменти од срцето е, да прикажеме колку дел имаме оштетен или неоштетен, велиме виабилен, значи движечки или недвижечки, и каков тип на оштетување станува збор. Дали станува збор за неисхемично оштетување, значи лузна наставава, например, од претходен инфаркт, или исхемично или неисхемично, кое што може да биде лузна од различни воспаленија претходни, во склоп на некое системско заболување на пациентот или пак во некои генетски заболувања. Тоа е големата предност или помош со диагностицирањето на промените на магнетната резонанца. Значи, клучот е тоа што со магнетот го гледаме точно оштетувањето на срцевиот мускул. Можевме да прочитаме изминатиот период дека со магнетна резонанца на срце се всушност утврдени голем број миокардитични промени кај пациенти кои што прележале ковид. Така е. То не се гледа на ехо, само на магнет се забележува? Постојат индиректни знаци во однос на симптомите на пациентот и во однос на ехокардиографскиот преглед, но поточно и дополнителната информација од оштетувањето на самиот мускул. Миокардитисите, да, стана актуелни дефинитивно со ковидот, но тоа се случува и кај други вирусни и бактериски заболувања. Еве, например, кај грипот се смета дека отприлика 1% може да добијат пациентите миокардитис. Со ковидот излезе дека некаде 14 до 20% луѓето кои имаат прележано ковид развиваат миокардитис. Тоа значи воспаление кое што остава оштетување на срцевиот мускул, но тоа оштетување или лузна, тоа оштетување може да биде минливо и трајно. Магнетната резонанца точно ќе детектира каде се наоѓа и доколку правиме контроли ќе видиме дали останува или не. И тоа е еден добар предиктивен или прогностички фактор за тоа како понатаму ќе се опоравува пациентот. Исто како и кај сите други кардиомиопатии, например, каде што постои истенчување или задебелување на срцевиот мускул, или пак постои крутост или губење на еластичноста. Кардиолозите велат да, дилатативна или хипертрофична кардиомиопатија или рестриктивна кардиомиопатија, но треба да ја видиме причината. Како ќе ја видиме? Така што ќе го видиме оштетувањето на срцевиот мускул или лузните, доколку ги има, ќе процениме дали е во позадина некакво страдание од недоволна крвоснабденост на срцевиот мускул, дали е во склоп на некое системско заболување, дали е генетика во прашање, значи една сосема важна информација која можеме да ја добиеме само со магнетната резонанца, која понатаму ќе ни помогне за правилно третирање на пациентот. Не секогаш и завршуваме со магнетната резонанца. Често пати кардиологот го гледа пациентот на ехо, ја гледа симптоматологијата, правиме магнет, тој ни отвара нови прашања. Например, некое генетско заболување за кое што пациентот можеби и не знае. Па потоа нарачуваме генетски анализи да видиме дали стварно е тоа така. Значи, светот оди до таму да сега со бројните алатки, со осовременување на апаратите, имаме море од информации. Се разбира, тие треба да се користат. Европјаните велат мултимодалити имиджинг или секој пат да користиме повеќе методи кои што ќе ни дадат повеќе информации, се со цел подобро диагностицирање и правилно упатување и третирање на пациентот понатаму. Доктор, ќе се прави ли магнетната резонанца на срце на специфичен начин со оглед на тоа дека срцето орган што се движи, што пулсира? Така, да. Се разбира, да. Прво, како што кажавме, важна е подготовката, како и кај пациентите на компјутери, така и кај пациентите на магнетна резонанца. Значи, треба пациентот прво да нема никакви метали во себе, да нема никакви метални импланти, или доколку ги има, да има документ дека тие се безбедни за во магнетна резонанца. Но другото важно е да се работува. Самиот преглед трае 60 до 90 минути. Причината за тоа е што споменавте. Снимаме динамичен орган кој што се движи, секвенците се прават во координација со дишењето, при секое земање на воздух се снима мал дел од срцето, значи потребно е повеќе пати земање воздух за да снимиме цело срце и да добиеме секвенци на движечки орган. Затоа и самото снимање трае 60 на минути, некогаш повеќе, некогаш помалку. Тоа не е малку. Значи цел час треба да биде. Тоа не е малку, меѓутоа
пациентот во тој апарат? Да, во апаратот. Особено пак кој е клаустрофобичен. Па, обично пациентите кои се клаустрофобични не можат тоа да го издржат, но еве за среќа работиме веќе колку, сигурно 4-5 години. Фала Богу, до сега не сме имале проблем, одлично соработуваат пациентите, кога убаво ќе им пристапите, ќе им објасните дека е тоа за нивно добро. Ние сме секогаш тука, технологот кој што го изведува снимањето комуницира континуирано со пациентот, се прават паузи кога има потреба, особено дечињата, не споменавме, значи вродени аномалии на срце, магнетната резонанца е златен стандард, да кажеме, особено кога сакаме да прикажеме десната комора на срцето, која со ехот не може така да се види, детално да кажеме. Исто така го мериме протокот низ аортата и пулмоналката, па доколку постои дискрепанца може да заклучиме дека има велиме шантирање или мешање на крвта. Дечињата одлично соработуваат, веќе од 6-та година па натаму. Се разбира за помалите може да е потребна седација или анестезија. Значи ги вспивате во тој случај. Така е. Меѓутоа тогаш веќе ако е помало детенцето, веќе имаме и респираторни артефакти, бидејќи не комуницирате, не кажувате земете воздух, не дишете. Резервирана е за поголема група. Јас сум многу срекна како радиолог, бидејќи магнетот нема јонизирачко зрачење. Станува збор за моќно магнетно поле со радиофреквенција, не правиме штета на пациентот. И тука голема група на дечиња кои што се оперирани во првата година од животот, да кажеме, веќе стануваат тинејџери, доваѓаат на контроли и можеме да ги снимаме со магнет, дури и контраст не ни треба, за разлика порано снимавме со компјутер. И сега компјутерот има свое место каде може и треба да се прави, но секогаш даваме предност на магнетната резонанца, затоа што сепак нема да направиме никаква штета на организмот. Доктор, имаме прашање од гледачи. Еве го првото прашање кое што се однесува за мајката на оној кој што ја праќа пораката и таа има 80 години. На почетокот на пандемијата имала кардиолошки испади со градна болка, но апаратите биле расипани и не успеале да детектираат за што всушност се работи, за какво оштетување станувало збор. Прашањето е која метода би била најсоодветна за снимање на срцето? Прашањето е после ковид или? Па веројатно е ковид, бидејќи вели дека имала испади со градна болка на почетокот на пандемијата. Да. Можно е да е поврзано, а можно е не. Се уште ќе треба време да се докажат многу работи, публикации се уште излегуваат, меѓутоа дефинитивно во ковид ерата пациентите почнуваат со градни болки, со новонастанати аритми, со неправилна срцева работа, со замор, со малаксаност која долго трае, како што видовте, пост-ковид синдром веќе е актуелен. Препораката е сепак да ја види кардиолог. Треба да се прегледа од страна на кардиолог или пулмолог, да видиме дали тоа што се случува кај пациентката е од срцева природа или од белодробна природа. Во тој случај може да се процени што е тоа што треба да се сними. Ако се сеќавате на почетокот споменав, компјутеризирана томографија кога ја правиме и надвор од срцето. Да, надвор од срцето, значи можеме да видиме ние и тромби во пулмонарните артерии. Значи за жал кај пациенти кои што имале ковид или имаат ковид, некогаш се случува да настанат тромби во пулмонарните артерии, така да во тој случај би бил компјутерот подобар за снимање. Но доколку тегобите се од кардијална природа и сакаме да видиме дали постои лузна на срцевиот мускул која што сега оневозможува соодветна функција и избуткување на циркулацијата, во тој случај магнетната резонанца. Возраста нема никаква улога, претпоставувам. Возраста нема никаква улога, важно е да соработува пациентот. Пред да пуштиме блок реклами, само накратко да го одговорите следното прашање од гледач, кое што се однесува на снимање со магнет на срце кое што е аритмично. Така е. Значи, постои посебен протокол за аритмија. Се разбира дека имаме артефакти кај такви пациенти. Значи, и компјутерот и магнетот захтеваат правилна срцева работа, но компјутерот кратко трае, така да и кај аритмии можеме да добиеме преглед, кој што ќе биде доволно диагностички добар, а кај магнетот постои протокол за снимање на пациенти со аритмија, каде што добиваме тоа што ни е необходно. Сега следува краткиот блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Останете на Телма.
Со доктор Лидија Велјановска-Кириџиевска, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за радиолошките методи кои што се применуваат за снимање на срцето кај одредени состојби и болести. Во моментов разговараме за магнетната резонанца. Докторке, дали оние пациенти што имаат вештачки залисток би можеле да направат магнетна резонанца на срце? Споменавме дека магнетот е специфичен во однос на било какви метални импланти, протези, пумпи, некогаш пирсови, па дури и тетоважи. Да, тоа е интересно со тетоважите. Да. Одговорете ми го ова прашање, па потоа ќе преминеме и на тетоважите. И мене ми е многу интересно. По литературата вели дека тетоважите можат да направат изгореници, меѓутоа се разбира, важно е. Содржат метал некако во бојата? Предпоставката е дека во некоја сина боја, темно сина боја, може да бидат метални партикли. Така е по литература официјално и ние сме секогаш внимателни. Но важно е кој дел од телото го снимаме. Доколку го снимаме срцето, а тетоважата не е на градниот кош, во тој случај не би имале проблем. Значи не е целото тело подеднакво изложено на магнетното поле? Не е целото тело. Таму каде што снимаме, ставаме коил или антена и тој дел што го снимаме, тоа не интересира. Така да тетоважите може да бидат мали, може да немаат одредена боја и не би требало да прават проблем, но доколку се во регијата на снимањето, во тој случај може да дојде до чувство на топлина, неизгодно да му е на пациентот, дури пријавени се и по литературата изгореници. Ние, за среќа, до сега не сме имале такво искуство. Ако не верувате, дури и во маскарата велат има метални партикли. Значи советувате бешминка да дојдат кога пациентите? Доваѓаат пациентите за снимање, особено глава, доколку снимаме, велиме да не доваѓаат со шминка, можеби нема да имаат проблем, но ние ќе имаме артефакти или пречки во после анализата на сликите. Што се однесува до било какви залистоци срцеви, многу е важно која година се поставени и на самиот документ постои серијски број на таа валвула. По серијскиот број може да се најде да се има, да се види дали таа е безбедна за во магнетна резонанца. Значи, некаде се смета дека од 2005 година наваму, се што се произведува, што се користи во човековото тело, секогаш се гледа да биде безбедно во магнетна резонанца. И сега, за жал, има пациенти кои претходно имаат некакви импланти за кои немаат документ. Во тој случај е многу подобро да имаме документ, да не направиме проблем. А дали самото магнетно поле може понекогаш да создаде некаков проблем здравствен? Па не очекуваме такво нешто, но постојат зони на безбедност. Од врата на било која радиодиагностика постои зона 1, зона 2. Значи точно се знае до каде кој може да оди, до каде оди персоналот, каде оди пациентот. Мораме да бидеме внимателни, бидејќи вистински може да се направи проблем. Има ли магнетни уреди за магнетна резонанца со различна јачина на магнетното поле и дали е тоа важно за снимањето? Да, постојат, се разбира, 1,5 Тесла, 3 Тесла, сега веќе и повеќе Тесла, мислам дека се уште во научни цели, можеби во Соединетите Американски веќе и се користат. 1,5 Тесла е сосема доволно за магнетна резонанца на срце доколку зборуваме, со 3 Тесла практично тие што го користат велат дека постојат артефакти и дека 1,5 Тесла е доволно, бидејќи е сепак движечки орган. 3 Тесла е резервиран повеќе за мускулоскелетниот систем. А колку често може да се прави магнетната резонанца кај еден пациент? Кај магнетната резонанца нема ограничувања за разлика од компјутерот каде што не се препорачува доколку нема потреба, бидејќи сепак таму даваме рентген зраци и велиме, нели, бенефитот да го надминува ризикот. Кај пациентот вистински треба да има потреба да го направиме тоа снимање и само во тој случај е оправдано. Меѓутоа, кај магнетот, доколку не даваме контраст, нема ограничувања. Доколку даваме контраст, се смета дека 3, 4, 5 месеци би било доволно да се направи една пауза, бидејќи сепак тие контрасти што ги користиме се многу побезбедни и многу поретко даваат алергии. Но сепак може да дадат алергија. Тоа е истиот контраст што се дава и кај компјутерската томографија? Кај компјутеризираната томографија користиме јодни препарати, кај магнетната резонанца користиме парамагнетни или на база на гадолиниум, кои што во принцип, пак ќе кажам, се безбедни, многу ретко кај пациенти кои што имаат хронично бубрежно оштетување може да направат проблем. За останатата популација не би требало да има проблем.
Доколку некој пациент има инфаркт, дали би се примениле некои од овие радиолошки диагностички алатки при диагностиката? Се разбира, да. Доколку пациентот имал веќе инфаркт и може би добил стент или може би добил операција, ајде да тргнеме порано. Значи, може би добил инфаркт или само стент, или треба да се планира операција, нели, пред да влезе во операционен блок, е добро да се направи магнетната резонанца, бидејќи, како што кажав, клучниот момент е да го видиме оштетувањето или лузните на срцевиот мускул, колку е тој зафатен, колку сегменти се зафатени и дали тоа ќе помогне во диагностицирање понатаму и предлагање на операција. Со тоа ќе го видиме и бенефитот на операцијата. Значи, постојат точно препораки колку сегменти треба да бидат оштетени или неоштетени, за да дадеме еден прогностички знак дека ќе има пациентот бенефит од операцијата. Имаме прашање од гледач, се однесува на PET скен. Дали може да даде одговори за болестите на срцето? PET скен, да, се разбира дека се користи, за жал во нашата земја не сум слушнала дека колегите работат, иначе по тоа што одиме по конгреси и што следиме континуирано, да, особено кај миокардитите. Ние кај нас користиме мапинг, се нарекува тој софтверски дел или секвенци кои ги користиме. Тие се прават без контраст и даваат многу подобра проценка за оштетување на срце, кое што некогаш се уште не го гледаме со контрастот. Велиме може да има дифузна фиброза или некоја друга состојба и може да ни биде добар предиктивен фактор за понатаму. А кога правите магнетна резонанца на срце, дали потоа се изведува и она што споменавте 3D анализа? Самите снимки од магнетот се веќе на движечки органи. И многу подобро ја гледаме и анатомијата и функцијата, како што кажавме, на залистоците, на шуплините, предкоморите, коморите и на големите крвни садови. И се разбира, имаме можност да правиме и 3D, но самиот магнет нема потреба така. Рамнините кои што се прават на магнет се адаптирани на морфологијата на срцето. Така да кога правиме секвенца, например, на двошуплински пресек, ние веќе го добиваме тоа што сакаме да го видиме. Не споменавме, освен промени на срцевиот мускул во смисол на оштетувања, можеме да видиме и аневризматско, значи проширување од претходни инфаркти или други заболувања, или аневризматски проширувања и на големиот крвен сад на аортата, што е многу важно. Во истиот преглед можеме да разгледаме и градната аорта, да видиме дали случајно има проблем на аркусот, на десцендентниот дел кој што се спушта во градната шуплина. Тоа е плюс бенефит од самиот преглед. Особено кај децата со вродени аномалии и возрастни со вродени аномалии, кои што, например, имаат бикуспидна валвула. Аортната валвула има две личиња, они многу често одат со коарктација или стеснување на градната аорта. Сето тоа во истиот преглед може да го видиме. Атеросклерозата се забележува на магнет? За жал, атеросклерозата, значи магнетната резонанца не може да ни детектира калциум. Затоа е таа подобра за мекоткивните структури, како што зборувавме минатиот пат за мускулоскелетниот систем. Додека скелетот го гледаме подобро со компјутер. Затоа, кога користиме магнетна резонанца за приказ на крвните садови на срцето, можеме да прикажеме дали тие излегуваат од соодветно место, значи дали постои вродена аномалија, но доколку сакаме да прикажеме плаки и стенози, ќе ги видиме, но многу подобро со компјутеризирана томографија. Правите ли често вакви прегледи со компјутерска томографија и магнетна резонанца секојдневно? Секојдневно, да. Кај нас се запознаени пациентите дека постои ваков начин на диагностика на срцевите болести? Па да. Бидејќи повеќето се плашат. Повеќето се плашат, појдат на кардиолог, се плашат. Да. Пристапот на кардиологот е важен, се разбира. Ние кај нас работиме веќе 15 на години. Тимски со кардиолозите одлично соработуваме. Дури секојдневно се сретнуваме и одлучуваме која метода е најдобра според симптомите и дилемите да ја искористиме за пациентот и што најдобро ќе му помогне за понатамошниот негов третман, така да кардиологот е тој што нели е првиот контакт и што треба да објасни, но секогаш сме и ние тука да дадеме информации какви треба.
Така, јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за сите појаснувања што не ги дадовте, поврзани со радиолошките снимања на срцето, но и на крвните садови. Споменавте дека тоа ние не можеме како пациенти да го одбереме, да си одбереме метод за радиолошко снимање. Да побарате кај вашиот лекар. Кардиологот е тој што одлучува. Така, но кардиологот ќе ви каже која метода за вас е подобра, дека треба да се снимаат луѓето. Да, како што кажавме, многу е важна навремена дијагностика за навремени соодветен третман. И се разбира, треба да ги користиме сите тие алатки, затоа што многу полесно понатаму ќе се справуваме, но сепак лекарот е подобро да одлучи која метода е подобра да се искористи во однос на симптомите и подготвеноста на пациентот. А се случува ли некогаш во последен момент радиологот да направи промена? Се разбира, да. Се разбира, да, доколку не се согласуваме или сметаме дека подобро повеќе информации ќе добиеме со друга метода, сугерираме секогаш, еве мала дигресија, ќе се префрлам на мускулоскелетните, тоа што често се случува, пациентите ќе се повредат и ќе дојдат да се сликаат на рентген. Ќе видат нема скелетна повреда и готово. Имаат болка, имаат оток, секогаш излегувам, разговарам со нив, дека не е секогаш скелетната повреда таа која е проблем или прави проблем. Мекоткивните повреди се разбира голем проблем. Тоа се тетивите, лигаментите, обвивките на зглобовите и секогаш им препорачуваме да се видат со ортопедот, да направат магнетна резонанца, како што кажавме, таа е одлична за приказ на мекоткивните структури, за да можат соодветно да бидат третирани. Имам уште едно потпрашање во однос на рентгенските снимања. Добро. Може ли рентгенот да даде одговор за состојбата на срцето? Може ли некогаш да забележите? Се разбира дека има одредени знаци кои што можеме да ги видиме, на проширување, на поставеноста на срцето, индиректни знаци, дали срцевата пумпа не работи добро, па го гледаме повеќе цртежот на васкуларизацијата на белодробието, значи да, се разбира дека може да даде првични насоки, но сепак ехото е тоа кое што одлично дијагностицира што се случува, а доколку постојат дилеми, се разбира магнетната резонанца е златниот стандард тука која може да ни одговори понатаму што треба. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и вам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.